Со нас е доктор Бојан Тодоровски од Институтот за трансфузионална медицина Скопје. Докторе, денеска сте во Кавадрци. Како е досега акцијата за дарување на крв? Па добро тече, имаме околу 2-13 дарители. Така да очекуваме дека ќе успееме да реализираме предвидениот број. 25-30? Па така, 30 на просек за овој период од годината е. Има ли врска тоа што сега сме лето и од лето? Не, мислам летните одмори, имавме често и акции, така да меѓутоа се надевам, па влијае на бројката, меѓутоа се надеваме дека има и првократни дарители дека ќе Видиме денеска додека снимавме овде имате повеќе крвни дарители на крв, значи тоа дека тие доминираат? Да, тие се најчести се повеќе редовните дарители на крв, така да тие се најчеста група, меѓутоа има и првократни, по прв пат даруваат и помлади, повозрастни, така да. Кои крвни групи фалат или најчесто ги барат во Македонија? Дефицитни за време на летните периоди особено се негативните, значи крвни групи БН негатив, АБ негатив, така. Од СИДЕС, нулта негатив, така, универзален, што важи дарител, така да. Тоа нашиот институт ги има постојано на лагерове. Да, имаме, меѓутоа за време на летните периоди повеќе потребите се зголемени. Така. Како е Македонија? Дарува ли крв Македонија? Па дарува, да, како не, на годишно ниво околу 53 до 54 леди дарители имаме. Тоа е, па добро е спрема бројот на жители, што е, меѓутоа секогаш може подобро работиме да се зголеми таа бројка, да се мотивира населението, да особено тие помладите што. Два збора да кажеме дека дарување на крв воопшто не е штетно по здравје. Па не е штетно, напротив, баш има доста корисни ефекти според некои истражувања, влијае на превентивно од некои кардиоваскуларни заболувања, други тип на заболувања, така да организмот се што ќе, да речеме, изгуби го надокнадува за одреден временски период, така да ништо нема никакви трајни штетни последици, дури психичката страна и она социјална, да речем, на дарителот, дека да се помогне на тој што му треба е секогаш тука. Како се викате? Владислав Лалаков. Владислав, колку време дарувате крв? Колку пати сте дарили крв? Ово е 39 пат. Време од некаде на околу 17 годишна возраст. Што ме тера да дојдете овде да Онака. Не знам така како. Онака чисто. хуман човек сте? Хумано, да. Хумано, чисто хумано. Немате некои последици по здравјето кога дарувате крв? До сега не. Не сум имал никакви проблеми. Чувстват се добри, нормално се и така да не сум имал проблеми. Оние што се плашат да даруваат. Па би им препорачал да не се плашат и нема ништо страшно во тоа.